Почнуваме со студискиот дел, како што и најавив на почетокот, ке разговарам со аналитичар, а денеска е Љузим Фаризи, мој гостин во Студио 10. Фаризи, ти благодарам што си денеска дел од Студио 10. Имаме се уште актуелна тема локалните избори, податоците, распределбата на гласовите, меѓутоа од вчера поактуелно она што треба да го разговараме и извештајот за напредокот на Македонија, извештајот што дојде од Европската комисија. Ви благодарам за поканата за вас и вашата телевизија. Исто така да ги поздравам нашите гледачи и вашите гледачи кои редовно ве следат и не следат. Се надевам дека ова емисија ќе биде поинтересна заради тоа што освен што се резултатите од изборите, односно од локалните избори, дополнително имаме извештај од Европската Унија во врска со напредокот на нашата држава, а дополнително ќе може да разговараме и во тоа што после извештајот и после изборите. Изборите завршија, извештајот е на маса, не дека во сите полиња сме добри, може и тука да се види и нината како треба да се движи државата. Мислам дека било корисно ние поуките да ги извадиме и од изборите, односно од локалните избори, од резултатите, сите политички партии, не само од делот на власта, но дополнително и институциите на држава треба да ги засукуваат рацете и да работат повеќе на реформи, на тоа што им нуди перспектива на нашите граѓани. Генералниот заклучок на Европската комисија е дека нема вистински напредок во европските реформи во Македонија. Ке се сложиме? Па ние 24 години цело време Европската Унија ни кажува дека ние сме во добар пат за да влеземе во Европска Унија, односно ни треба само уставните измени во последните години, но секогаш тие, освен уставните измени, знаат на првото 6 месеци или второто 6 месеци да не критикуваат во тоа дека сме застанале во, односно нема унапредување во одредени полиња, односно политики во државата, така што јас мислам дека генерално може малце субјективно тоа што го прават тоа кон нас, бидејќи ако правиме разлика со земјите на регионот, ми мислам дека сме многу понапред од нив. Пример, кажуваат дека замислете Црна Гора дека ги исполнува услови дури повеќе од Албанија. Јас минатата недела поминав низ Црна Гора, истото е што го гледаш пред 6, 7 или 8 години, но тие може да го мерат на начинот дека повеќе проблеми имат со другите држави во регионот. Не дека ние имаме проблеми со државите во регионот, имаме билатерални комуникација со Албанија, Косово, Србија, Грција, со решавањето на проблемот околу нивото. Тие сега за сега не прават големи проблеми, ќе видиме војнина како ќе се случи, бидејќи сегаш Европската Унија ни кажувала дека ова е последното што треба да го жртвувате, но не било никогаш така. Јас пред 10-15 години кога сум настапил во јавно, не многу често, многу ретко, се еднаш, два пати годишно, сум рекол дека ние кога ќе го решиме спорот со Грција, ќе имаме многу поголем проблем со Бугарија, бидејќи Бугарија се крие позади Грција, не може две држави одеднаш да те блокират, но да не војнина може и други држави во регионот да не блокират ако први застапуваат во Европска Унија како се Србија и Албанија. Но пред се ние повеќе треба да се фокусираме во надвнешната политика, исполнувањето на копенхагенските критериуми кои е основа за да можеш да преговараш во тие кластерите што се за влез во Европска Унија, за исполнување на условите, тие се корисни за нас. Ние мислиме дека треба да се фокусираме на 3-4 важни полиња кои ќе им нудат бенефит и донесат бенефит на нашите граѓани, е тоа владењето на правото, борбата против криминалот и корупцијата без разлика кој е што е, борбата против криминалот и корупцијата на високо ниво. Тоа значи луѓе кои се државни функционери, односно кои го злоупотребуваат службената положба, и според мене борбата против сивата економија, бидејќи кај нас многу малце има борба против сивата економија. Јас ви кажувам како
како од мојата професија, бидејќи реформите што ги имаме направиме на државата, на нам ни се укажува страна на Европска унија да ги правиме реформи, а од другата страна ние сме укочени со тие законските регулативи. Сите овие три столба што ги спомнавте, ќе ве прекинам за крај, за кратко, и правосудството, и корупцијата, и сивата економија, за да се не може да се искорени, да се подобри состојбата во правосудството, да се намали корупцијата и сивата економија, за се тоа треба политичка волја, а стапката на негативни влијанија е се подлабока. Знаете што? Го препознавате тоа? Овие 24 години ние ги имаме речиси истите проблеми. Тоа вело. Истите проблеми ги имаме. Борбата против криминалот и корупцијата, борбата против сивата економија, владењето на правото. Во секој извештај на Европската комисија се наведува реформите со црни букви. во правосудството. Мене ме чуди нешто друго, пример, во трите елементи, првите елементи што кажа владење на правото, реформите во јавна администрација и третиот елемент е да се заштитат правата на малцинствата. Јас мислам дека во овој дел ние сме многу понапред од, да не кажам, многу држави кои се дели дури на Европска унија. Јас не знам од каде излегува ова забелешка, на кој се однесуваат тие правата на малцинствата и во... Да категорично се вели дека нема напредок, вклучително и во поглавјето 23, правосудство и фундаментални права, она што го кажувате сега, до кој степен би требало да одиме со реформи за навистина да има напредок? На кој им се однесува фундаментални права, односно за гарантирано, односно да се заштитат правата на малцинствата? Дали на малцинствата кои се моментално загарантирано со уставот или малцинствата на тие што не се предвидени во уставот, а тука се подразбира дека... Да, може да бидете игра на зборови, меѓутоа... Јас мислам дека целта тука е уставните измени, односно правата на бугарите во нашата држава, што јас мислам дека тие права не се загрозени. Иако тие не се дел од уставот, но сепак секој граѓанин во нашата држава е рамноправно. Јас мислам дека ова е некоја највредната играње на зборови што кажувате вие, но пред се треба да бидат прецизни во кои делови, односно кои се тие малцинства кои треба да се заштитат. Ние се согласуваме дека одредени малцинства може социјално не се рамноправни во нашата држава, вклучувајќи тука и ромите, но ромите не се проблематични само во нашата држава како народ. Туку тие се проблематични во целиот регион односно во целата Европска унија, така што не можат само за нас да бидат критични, а да не бидат критични и во самата Европска унија, пример, во други држави. Јасно, во поглавјето 24 правда, слобода и безбедност од планската двојка, сега паднавме на единица и со загрижувачки тонови се обраќаат од Брисел за овие ставки за ова поглавје. Чувствувате намалување на безбедноста во последните година дена, на слободите, не знам? Дури да се чудиш, пример, да кажуваше дека од двојка на тројка сме, тоа би било позитивно, односно тоа би било реално пред се. Јас идам од Шаир, општината. Добро. Пред 2024 година ти не можеше да излегуваш касно на вечер, бидејќи од сите страни од некаде ќе го пука некого. Секој втор, трет, четврти ден ќе се случуваше некој инцидент кој или ќе беше некој повреден или ќе го усмртеа. Така што се намали тоа сега? Тоа буквално е намалено. Сега инциденти има сегде, не само во но јас мислам дека генерално во овој план ние многу сме побезбедни. Се направени големи реформи, односно тие луѓе што полицијата е позастапена, што се случило? Не дека позастапено, одредени периоди можда беше позастапено, јас мислам дека се сузбиени тие криминални групи во ниво на, особено во Скопје, кој караја во овие последните, да не кажам, 10 и повеќе години. Јас мислам дека во оваа насока, но тоа не зависи дека само во тој дел, треба да се види целото поглавје во кој точно каде ние сме уназадени. Но јас мислам, моето мислење е дека можда е
претпоставам дека е политички притисок и во самата Европска унија од одредени структури. Јас мислам дека многу е важно известувачот што носат во Европската унија, бидејќи Европската унија не е во Македонија, туку некој ги известува тие во Брисел, така што јас мислам дека треба да сериозно владата треба да истражува како биле тие информации пласирани во самата Европска унија, врз кои критериуми нам не мерат дека во одредени работи сме оназадували, односно во кои полиња. Јас мислам дека да, ние треба да ги исполнуваме агентските критериуми, ние треба многу малкотрпно да работиме, но на крај да знаеш дека ние треба да работиме повеќе од граѓаните отколку за Европската унија. Како би се намалила корупцијата според вас? Кој е моделот во кој што може да се намали стапката на корупција? Кај нас има многу криминал корупција. Знаеш што, кај нас треба да се смени матрицата на размислување според мене. Ние сме го наследиле тој лош систем од Југославија, каде сите ние збориме кога збориме против криминал и корупција, тоа знаеш што значи? Тоа да важи само за тема, за мене да не важи. Правилата и правилниот систем да важи, да, ама само за тебе да важи. Ако може јас да рипнам, да. Значи, ние многу сме себични луѓе. Ние треба да се смениме од себе си. Не треба на Европска унија да ни каже дека кај нас има криминал и корупција. И сега зашто тие сакат, ние треба да се бориме против криминалот и корупцијата. Ние секој треба да се бориме. Знаеш што? Ние треба да биде чувари на државата. Секој граѓанин може да биде чувар на државата. Не треба да ги пријавиме тие. Ако комшијата гледаш дека не работи никаде, а си купува станови, од каде ги купува тие станови? Или куќи, или коли. Гледаш дека јас пример знам луѓе кои има приходи од една минимална плата, тој купува коли, купува станови, од каде му се парите? Ние треба овие да ги истражуваме, ние сами граѓани треба да поднесеме иницијативи кај надлежни институции за да се постапува. Но сега е проблемот, видите што ние може да колку и да бидеме сега, сега не сме ние граѓаните. Туку институциите треба да делуваат. Ние колку и да можеме да поднесеме иницијативи кај одредени институции. Пример, јас пред да влезам во емисија ви кажав дека имам некои податоци. Ми интересираше од тоа дека во тој дел имаме забелешки. Пример, еве финансиската полиција. Има поднесено 43 кривични пријави, од кои се зафатени 133 физички лица, а 44 правни лица, кои го има злоупотребен буџетот над 1,78 милиарди денари. Може да замислите, околу 2 милиарди денари ние делиме за цела година да исплатиме плата, односно, извините, пензии на пензионерите. А овде се проневерени тие пари. А тие се проневерени парите. Од кој лична корист овие луѓе и фирми имале над околу 800 милиони денари, а тоа знаеш колку е? Сите пари што се платат, може да се плати од јануари до декември платите на целата јавна администрација. Замислите, значи на нам платите и пензиите што треба да се платат за една година се украдени од тие 133 лица и 44 правни лица. Замисли 2 милиони луѓе, на 2 милиони граѓани да бидат заложници, односно да се крадат. За колку време е ова направено? 133. За 2024 година само овие се податоци. Што ги имам јас. А кај се луѓето? Си слушал некој да е во затвор? Во затвор сигурно осудени се. Не? Не. Јас мислам дека па тие се шетат низ Скопје или во другите градови. Знаеш зашто? Ако финансиската полиција поднесува кривични пријави, после надлежноста е на другите институции, односно е на јавното обвинителство. Ама ти ги кажа додека судијата не досуди, јас сум невин, така? Презумпција на невиност. Презумпција на невиност, но се знае до каде и кои се условите за да можеш да излегуваш, односно да имаш предпазливи мерки, куќен притвор и така натаму. Да се внимава на нив. И да се чуват на тие предмети. Ние бевме сведоци во минатото, по 10 години застарува. Значи, ова е порака и на владата. Една за секогаш. Ние да правиме царски рез во јавното обвинителство и во судовите.
односно во целата судска власт. За да направиме реформи, треба да бидеме одлучени и да има волја да го правиме тоа. А тоа значи дека треба да има консензус помеѓу сите политички партии во Собранието, бидејќи за тие закони треба две третинско мнозинство. Но не треба само устно, декларативно да го кажеме, туку треба и делови. Јас мислам дека, моето мислење е дека владата односно ВМРО победи на парламентарни избори, кој има председател на државата, доби убедливо на локално ниво. Тоа беше тешко, малку трудно за да втор пат да ја добиеш таа доверба. Сега не изостава веќе, сега нема враќање назад. Или ќе тргнат напред работите. Изговори повеќе нема, тоа го коментираат повеќе аналитичари. Веќе не може да изговори. Бидејќи ако мисли дека пример владата вака да ја протурка, така ќе се изгуби довербата на граѓаните. Да. Тие 150.000 граѓани што не излегува, ги чекат буквално овие реформи. Тие 150.000 очекуваа нешто во овие години. Пример за ВМРО помне што не го гласа, ги чекат овие реформи. Јас ви верувам дека ако тие ги прават овие реформи, особено да направиме ние ветинг во правосудниот систем, јас мислам дека тие гласови автоматски ќе се вратат, дополнително може да растат. Замислете во Албанија, четвртиот мандат го има Еди Рама. Го доби највеќе гласови во историјата што може да добие некоја политичка партија. Бидејќи кога ти си во власт, првиот мандат, вториот може да го оттереш до некаде половина и третиот мандат. На симпатии, на стара слава, така? Да. Но ти не можеш убедливо да го победиш четвртиот мандат. Тоа значи ние треба да земеме поука од другите држави кои се позитивно преценени, не негативните работи. И сега ќе доби пети, доби четврти мандат и почна да руши Дивоградби и застана на патот на криминалот. Па гледате што се прави во Албанија за тоа правосудниот систем, нели те имат специјално обвинителство. Еве завчера пред 3-4 дена, односно мислам дека понеделник има кривична пријава против вице-премиерот, односно вице-премиерката, која е втора фигура во Албанија. Знаете зашто? Бидејќи кога го направил тунелот на тој патот што е од Валона до Саранда, нели тоа Лагорас што е тој тунелот, од 120 и 130 милиони го направил на 180 милиони и му возложи на две компании, турски компании, по поволни услови, односно му дал како предност. Тоа значи дека има сделки, криминални корупција. А знаеш кој бил подизведувачот? Кој? Джока Construction. Компанијата што требаше кај нас да влегува во клинички центар за да го гради кадната гаража преку господин Тарвен Даравари. Значи тоа е јавно во Албанија, значи има кривична пријава за ова. Така што ние треба да земеме модулот од другите држави кои се, пример, порано било Романија, нели? Така. Се боре против криминалот и корупцијата, секој втор ден или секој ден по 20 ги ставеше у затвор, беше па и Хрватска исто тоа го прави сега Албанија. Овие држави кои повеќе наличиле или наследиле повеќе од тој комунистичкиот систем, односно па и Бугарија, да не ја рекаме, така? И Бугарија исто, но овие држави биле како повеќе имавме информации, односно како побрутално да се гонат против криминалот и корупцијата, па и Бугарија исто, не е таа Бугарија што било во минатото. До 90-ти. До 90-ти сема изменето бидејќи е дел од Европска унија, но пред се е во делот на агендата на правење реформи. На нам реформите не треба да ги правиме дека треба да ги правиме за германците, французите тамо. Тие си ги имат нивните држави, треба да ги правиме реформите за добро на нашите граѓани. И јас мислам дека особено во 2026 година, сега се време и на избори внатре во политичките партии, но јас мислам дека реконструкцијата на владата би требало да биде околу јанари и јас очекувам да се прави некој рефреш, некои луѓе, односно на еден голем дел од луѓе треба да му се каже благодара, но јас имам нешто една подругчија визија. Добро. Ние како да им дозволуваме на луѓето повеќе да се искажуваат. Им даваме период. Знаеш што е проблемот кај нас? Ние имаме негативен извештај, нели ни кажуваат дека треба да се прави реформи, дека да се прави. Знаеш кај нас јас и кога се правеше, јас можам да разберам повеќе од албански дел, бидејќи и ги знам и подобро како функционираат политичките партии. Во 2024 кога правевме влада, јас денеска се потврдува.
Ние не треба политичките партии, знаеш како е, сакаат да го делат колачите и сите бркат, односно Секој да чепне. да чепне во институциите кај има пари. Меѓутоа тоа е наследно кај нас. Ако има институцијата пари, дека е добра институција. Ако нема пари, Ке го изгуби времето. да. Пример, јас морам да кажам еден. И пак е тоа себичното што го кажавте на почетокот. За мене да важи, за вас да не важи, да, така? Еве конкретен случај. Јас работам во трудова инспекција. Сам сум трудов инспектор, тоа го знаат. Така. Не после не се некој. Тоа е вашата професија. Да, и моја професија, го сакам професијата и професионално го изработувам тоа. Да. Барем според мене и сакам и честно да го изработам нормално. Замислете сега, во минатата година ми се јавуваат нели кога се делат тие ресорите Местата. и му падна на една политичка партија што отиде во опозиција. Добро. Првично беше така. И ми се јавува еден пријател, кажам, знаете што, да прашам ти работиш таму, дали има пари? Првото прашање институција дали има пари. Кажам, зашто мислиш, баже, треба да дојде директор кај вас, дали има пари? Па да кажам, има пари, висока плата, околу 100.000 денари, мислам дека зема директор. 120, не знам сега. Ама кој го интересира плата? Не бе, кажува. Кажам, друго кажам, да бе, има пари, кажам. Поднесува директор на 120.000 денари, поднесува барање за кредит, банката ќе му даде Колку сакаш? Абе, ти каже, не разбираш овие работи. Што? Абе, други пари, кажам, за други нема. Од каде ќе земаш парите? Треба да ги редираш фирмите, друг начин нема за земање на пари. Така што овој Жал концепт, таквиот интерес кај нас само овој пари. концепт мора да заврши еднаш за секогаш. Не знаеш зошто не завршува? Еве пример минатата година, нели го притворија во гериатрија, директор на директорот. гериатрија. Па другите знаеш одма почна да Кој да биде на негово место? Така, не во смисла да не ме удрати и мене и другите. Така што јас мислам дека ние треба да го ставо почеток што го кажам, ние треба да го првин треба да се смениме себе си во нашиот мајндсет. Да. Институциите Во треба секоја смисла, во секоја тема. треба да ти биде чест да идеш да ги раководиш институциите, а не да идеш под основа дека треба да правиш пари во државата. Знаеш што, политиката е многу неблагодарна некогаш за граѓаните. Можеш да замислиш во овој пред 22 години колку политичари дошле кај нас и заминале. Можеш да замислиш пример, Колку се обогатиле. и се збогатиле, дошле голтари се збогатиле. Може да замислиш некој да не беше политика, што ќе работеа во нашата, ќе биде исто гастарбајтери во странство, бидејќи не се во конкуренција во општеството, самите не се способни. Да, ниту занет имаат, ниту политика пракса. е возможил тој да купи едно средно, едно факултет, па може да управува со тие институции. Ние мислиме дека треба да му овозможиме на граѓаните, односно на младите, на искусните луѓе кои знаат. А тоа е како? И како им го дозволуваме сакам како да го народ поврзам тоа, сега сакам да друго. прашам. Не знам зошто политичките партии, пример, ако ти треба да бидеш министер или во некој момент, како се во дипломатија, ти треба задолжено во дипломатија треба да браниш некоја теза твоја. Така. И ако тоја теза ја бранат после таму знаеш што прават Да. во странство. Ти оди за да прави инвестиции во нашата држава, обратно. Тоа го прави во странство на личен интерес. Ние треба луѓето што ги поставиме таму, пред да бидат кредибилни, тоа не значи дека ние ги знаеме во сршта тие како се и немаме цел. Но требаме да има план, тој што треба да прави во таа институција. Ние ако немаме креативни луѓе кои ги ставиме на позиција, ние не можеме да го напредуваме институциите и самата држава, пошто институциите се дел од државата. Ние кога имаме посебно кога ќе соберат на куп тие, така тоа ќе имаме ние напредна држава. Но не треба да им овозможиме луѓето таму да бидат 4-5 години. 3-4 месеци гледаш дека го бива, ако не го бива, смени го, кажи чао. Да има такви промени. Не значи дека го смениш него ќе биде крај на политичката партија и крај на државата. Ние треба да ги рециклираме луѓето, се со цел ние да имаме, за да ги најдеме буквално тие што адекватните што вистина може немат шанса да додат во површина. Сакам само да го завршиме овој дел околу извештајот. Ете, третиот столб што го спомнавте беше сивата економија, борбата против сивата економија и од мене под прашање, бидејќи ги рековме дека сега веќе нема, може да има изговори власта, развој на економијата. Како да се застане на патот на сивата економија и што би било пречка економијата да порасне повеќе од она што го имаме сега како раст на бруто домашниот производ. Ние за следната година имаме околу 6 милиарди евра буџет.
за трошење. Да, за трошење. Од каде е предвидено околу 2 милиарда. 6,7 за трошење, околу 6 за собирање. Другото е да го заемеме. Сега ние ќе заемеме дел треба да вратиме. И ќе се намали долгот околу минус 0,5%. Тоа се разбираме, сите држави работат по тој принцип, бидејќи сум се заинтересирал буквално. Со земање кредит. Да. Сега од тие 6 милиарди, 2 милиарди за пензиите, кај е предвидено да пораснат пензиите за над 9%. Околу 1 милиарда се, или 700-800 милиони колку евра, се за пораст на платите во јавната социјални други трансфери што. Тоа е добро. И ние треба да имаме буџет кој ќе се исполнува. Но да имаме ние буџет да се исполнува, ние треба да се бориме против сивата економија. Што значи против сивата економија? Против сивата економија тоа значи дека ние треба да се бориме против криминалот и корупцијата. Бидејќи криминалот и корупцијата е тоа што не застанува. И директно е поврзано со сивата економија. Но во сивата економија ние не треба да само во овој дел да бидеме ограничени. Ние треба во овој дел многу да инвестираме во смисла да имаме добри закони, односно законски рамки кои ќе им овозможуваат пример во делот на работната сила. Ние имаме проблеми многу со работната сила. Ние увезуваме работници од странство и така натаму, или немаме сила. Ние имаме сила, но ние не се ограничени со закон. Пример од мојот аспект, мојата професија. Зошто ние да не им овозможи на средошколците, на студентите, на пензионерите да работат? Ние така ќе ги држиме младината тука, а и на пензионерите, на младите пензионери ќе овозможи да имаат попрестоен живот. Не дека тие не работат. Тие сите работат. И средношколци работат, и студенти работат, и пензионери работат, или луѓе работат втора работа, и тоа се е сива економија, црна економија. Се е скришно. Се е скришно. И сега, никој не е против да плати данок во државата. Има и луѓе што сакаат да избегат нормално. Но јас мислам дека законските рамки кај нас се проблематични. Еве пример, јас сум во една комисија за направење на нов закон за студентите. Знаеш колку ќе му возможиш на студентите да работат? Тоа олеснувачки многу за нив, за семејството, а дополнително и за бизнисот, но сепак треба да биде законската рамка да ги брани и работодавачите, односно да ги брани особено и работниците, студентите, да не бидат злоупотребени од одредени работодавачи. После закон за пензионерите, нели, во најава дека јас и дополнително мислам дека фискалната политика, односно даночната политика треба да биде многу поригорозни. Ние мислам дека ние се гордееме кога одредени делови од државата не дека не се под суверенитет, буквално во смисла на владење на правото, но сепак мислам дека во одредени општини, рурални средини треба да се направат повеќе контроли, се со цел сите, и тој што работи во центар, и тој што работи во Тетово, и тој што работи во Куманово, Струмица и не знам каде од Теба, треба и во тие подалечни села треба да плаќаат данок на државата, односно треба да прават придонеси за работници. Само на овој начин ние можеме да имаме добар економски раст и борба против сивата економија. Но англичанците, германците и другите не се попаметни од нас, но тие имат закони кои ги санкционираат работодавачите, се со цел тие да не го злоупотребуваат, односно да го манипулираат законот, и помеѓу државата и нив нема прекин, а тоа значи дека нема јавување, односно нема фаќање врски. Фаќање врски, односно не постои таа близина? Таа близина, односно нема влијание од страна на надлежните. Неплаќањето данок треба да се види во кај нас. Па истите луѓе што работат во странство, што
плаќаат данок, кој инвестираат после се обидуваат да инвестираат кај нас, сакаат да инвестираат пошто знаат дека тука кај нас многу полесно ќе обегнат на. Да, меѓутоа што ми беше зборот свеста кога ќе се крене, кога ќе се знае дека со неплаќањето данок е дупката отворена на патот. Старите прозорци во училиштата каде што учат нашите деца. Немањето спортска сала каде што играат нашите деца или улиците без осветлување. Се е тоа неплаќањето данок и немањето финансиски средства тоа да се промени. Па ние многу малце тие пари се од буџетот да се полни. Ние сакаме да има добра куќа, но не сакаме да имаме добро школа. Тоа е разликата помеѓу концептот. Ако се сеќавате во минатото, во 2021 или 22, почек 22 како беше 21 мислам дека кога се донесе законот се прогласи неработен ден во недела. Памтите колку ние акции правевме? Да, и се гледали на терен заедно со вас и вие сте предонеса, но во почетокот знаете колку беше тешко да ги убедуваш луѓето дека не треба да работат у недела. Но како поминуваше времето, како вие вршите притисок, како новинari заедно со нас во теренот бевме поприсутни, се намали тој ден веќе сега и да ги молиш да работат во недела, одредени луѓе не сакаат да работат. Со исклучок има уште злоупотреба на тој дел, но законските рамки се тоа. Ти не можеш да излезеш на терен ако некој не ги пријавува. Тоа Видите кога спомнавте овој делот од вашата дейност, колку се почитува на терен? Има повторно некои иницијативи од коморите има да се укине овој бенефит што го имаат работниците? Се прекршува? Јас може да работодавците сака да го вратат, не сите, но тука се синдикатите и работниците. Како се подобрувате на терен вашите инспекторски надзори што велат? Се прекршува законот? Се почитува? Генерално се почитува. Генерално се почитува, но јас мислам бидејќи тоа ако работиш во работна во недела, знаеш дека те става забрана за работа, но има уште да не кажам мангупи работодавачи кои го злоупотребуваат законот, но знаеш како се за да излезеш од терен мора да имаш пријава за да излезеш. Така се законите кај нас ги направиле. Не може своја волја. Да своја волја не може. Пример, јас можам да го видам како роби, не може да смеам да влегувам внатре, бидејќи мене некој ќе ми се јави утре ден ќе ме стави на дисциплинска поставка зашто си отишел да го затвориш, односно да вршиш надзор. Така што некои законски рамки ние сме ограничени во смисла на делувањето во ние да може да постапиме, но треба да имаш предмет за да постапиш. Тоа се правилата кои согласно закон треба ние да работиме пред се, но генерално да се почитува. Тоа кога можеш да у недела да се почитува, зашто да не почитуваат и други делови. Но јас мислам дека да се почитува. Да се почитува, но не се почитува во тие региони кои ги спомнав малце порано, во тие средини кои ја мислат државата, се мислат дека се надвор од државата и да државата ја чувствуваат само кога ќе ја земат пензијата и кога ќе ја земат платата или кога ќе одиме. Има и таму. Во место да кое што имало непочитување. Да, но сепак јас мислам дека дополнително да се вложуваат напори и не само на работа на недела, и другите делови што се поврзани со ние. Како пример го земам за да граѓаните да знаат што се работи во терен. Ни останува што 20 на минути од предвиденото време за разговор, да ги посветиме на изборите кои што веќе ги испративме, завршија. Се очекуваше ваков пат на Дуј? Пак, знаете што, јас минатата година сум кажал дека Дуј не е веќе фактор. Знаеш, Дуј пливаше 22 години, благодарејќи... И вака да падне? Па тие не паднале толку многу, колку што беше заедно овие другите политички партии кои се бореа против нив. Бидејќи консензусот, односно соработката е многу поважна од алчноста на политичките партии. Ахмети точно знаеше дека повеќе ќе испадне во овие локални избори од парламентарните до локалните. Но тој направи, да не кажам, итар трик, како да кажам, што го повлече Арбен Таравари од неговата страна и го дисбалансираше, односно Дуј со Влен, односно со Вреди. Да беше Арбен Таравари од страна на Влен, јас мислам дека денеска
нити тие општините што ги освојаше, особено за 3 општини, кажам, можда Пласница, таму влијани не се многу заинтересирани, тоа ќе му го поклонат секогаш на Ахмети, но пример Липкова, Студеничани, па и Чашка што го победија, мислам дека ќе беше многу полесно ќе беше многу неизвестно. Јас мислам дека Студеничани и Чашка ќе беше од страна на Влен, а во Липково мислам дека ќе беа пата во таква ситуација, но јас мислам дека овој пат што го има Дуи веќе многу тешко да се врати, бидејќи таму има повеќе политички партии, односно 3 големи политички партии плюс партијата на Зейд. Тоа што е, да кажам, човек партија што во минатото ги имаме и во македонската јавност се познати такви политички партии, но таму тројца лидери, односно Али Ахмети, Зијадин Села и Арбен Таравари, јас мислам дека одеднаш тие беа поразени буквално во сите општини, така што многу е тешко да се држи таа коалиција. Знаете зошто? Пример, ако имаме парламентарни избори, кој ќе биде носител у петка, кој ќе носител у шестка, тие ќе се борат помеѓу себе, бидејќи веќе веќе за Села се најавува влез во влада. Знаеш што? Јас мислам дека тие се непринципиелни политичари, бидејќи не треба само кога тебе... Така, секој сака со власта да игра. Не, само кога тебе ти гори па ти да се спасиш. Не треба за лични интереси да влегуваш во влада, него во влада се влегува и за поголеми интереси, односно за интересот на оние кои што ти гласаат. На граѓаните. Сега Арбен Таравари го гласа за да биде дел од Влен, тој иде во делот на Дуи се прескокнува. Така што мислам дека тие се направиле непринципиелни. Што испадна Таравари, победник или губитник? Со потегот што го напушти вреди. Од овие избори, односно од таа коалиција предводена од Дуи, Зијадин Села и Арбен Таравари, таму не се знае која политичка партија на кого их припаѓа Алијансата за албанците. Каде е печат? Највеќе изгуби Зијадин Села, ниту една општина, а Дуи доби реално повеќе од двајцата внатре, бидејќи моментално има 4 општини, а Арбен Таравари уште не се знае кај ќе биде исходот, бидејќи 2 општини ги има како буквално на облаците на Лајконет. Значи во облаците таму ги има 2 општини, сега ги чека како ќе биде исходот, но јас верувам дека сега замислете сегашни политички партии кои се дел од власта ги победија изборите и за 6 месеци кога ќе се држат за 6, сега не се знае дали ќе држат за 6 месеци тие избори. Пошто на Државната изборна комисија му истекува мандатот, буквално тоа, јас мислам дека ќе се најде некој модус или да ги направат. Според планот е дека тие ќе бидат во јануари негде. За 60 дена. Моето мислење е дека може да се одложат. А тоа највеќе им одговара на Влен за да купуваат повеќе за да време. успеат и тие да ги земат. А реално за да се ако според моето мислење мислам дека треба малце и да се стабилизират тие 2 општини, бидејќи таму имаше општини кои буквално тие едната од општините тој го смета дека е негова општина, пример Врапчиште, така што мислам дека треба да легнат работите и да видиме реално колку тежи таа политичка партија таму како алијанса, а дополнително ќе видиме дали ќе паднат заеднички сега да настапуваат Дуи со алијанса во тие 2 општини, бидејќи гледате од вчера веќе почнале нагло да бегат приврзаниците на Дуи во страна на прегрупирање, така? Сега. Гледате прегрупирањата како се прават. Пошто валја ќе биде некое прашање кој ќе биде лидерот на Влен, пошто тоа е таму има да не кажам 2 глави реално што се прашуваат мене и тие глави водат едното од лево и едното од десно, а тоа се Изет Меджити и Касами, Бил Касами. Тие се гледат повеќе како двајца внатре како за да се
По лидерски способности имаат. По лидерски способности, но не, дека се посилни во таа коалиција. Бидејќи Алијанса третиот дел што е внатре, јас мислам дека тие не се надеваат да прават нова политичка партија, дури не сакаат да ги земат печатите од Алијанса, бидејќи немаат постапка против тоа. Тие веќе се гледат дел од влијан како политичка партија и јас мислам дека тие се повеќе наклонените кон Изет Меджити. Алтернатива веќе таму таа политичка партија знае дека толку му е силата и тие се со Изет Меджити и битката неверојатно ќе биде помеѓу Изет Меджити и Билал Касами. Од тоа што го гледавме од овие локални избори се покажува дека Изет Меджити има квалитет. Не дека може тој е соодветниот за таа политичка партија, бидејќи и тој не е млад лик во политиката, но се гледа дека моментално во таа коалиција само тој има способности за лидер. Замисли, сред кампања Билал Касами ќе ја расипаше коалицијата. Да. Со тие изјавите што ги даваше паушални, емотивни, без да размислува кај. Колку сакаше да се допадне Касами во Албанија што го изјави? Нашите политичари за малку да расипе калимерата, што би се рекло со власта, со коалициониот партнер. Албанците од Македонија имаат еден проблем. Кога ќе го поминуваат границата на нашата држава и ќе влезат во Косово и во Албанија, мислат дека таму прават политика. Тие забораваат дека треба да се вратат од Тетово и Скопје и треба тога да преговарат со други македонски политици. Поголеми албанци од албанците од Терана. И таму тие ги провоцират и овие се прават дека патриот, пошто таму не се ги гледат албанците и се прават таму патриоти. Мислат дека тука тие седат со меч рака ги чекаат македонците, ме разбираш, а тие не знаат какво што е на нивото во Македонија, таму се дели поголем дел се сега католици, има православни, муслимани. Не сакам да кажам таков резот како во Македонија кога што има етнички подел, би сакале да веруваме или не, нели? Па слушај, ако идеш во Албанија и кажуваш дека си албанец, на ним не толку важно, бидејќи тие знаат дека постојат албанците во Македонија, но тие нема тоа национализам како што го имаат кај нас. Патриот тоа не значи дека треба да се прогласуваш против твоите граѓани, туку треба да се бориш во таа држава. Да, таква една мала провокација тоа го кажува. Тоа не е мала провокација кај нас. Провокација од новинарот во Албанија што го праша за кого ќе гласаат неговите. Па добро, тие се знае. И очекува што ќе кој се врските, кога одиш ти знаеш во кој канал си таму, знаеш кој е новинарот. Ти треба да знаеш со кого има врска. Тоа се знае во Албанија, најголемите делови во каналите ги контролира Еди Рама. Еди Рама е куќен пријател со Али Ахмеди. Ти исто делуваат или во Косово кога ќе ти ги знаеш кои се медиумите. Да, кои се врските. Па било каде и на краишта, било каде да одиш, што има важно новинарот. Ти треба да го кажеш тоа што го тоа што треба да биде реалното. Ако го следиш емисиите тие, тоа што го кажал, тоа го мисли реално, бидејќи мене и во оваа емисија да ме носиш, и во Албанија да ме носиш, и во Косово да ме носиш, и во било која телевизија во светот, јас истите размислувања ќе ги имам. Не можам да бидам Люлзим во 24-едниот, па во Албанија во Клан или во не знам кои се тие топ чанел, тие да не ги спомнам сега тие емисии телевизија, друг човек да бидам. Јас сум истиот и тука ви бил каде во светот. Мислам дека нашите политичари, тие што се прават така се тотално профитери, лични профитери. Така што замисли таква изјава може да ги расипа не само калимерата што рековте вие во владата, туку може да ги расипаш и меѓуедничките односи. Замисли да победа обратно, да победеше у Брвеница. Тогаш ќе беше заслужен Билал Касами. Замисли чашка, Брвеница и веќе ние ќе имавме оддалечување, па така ќе бидеше во Кичево и така натаму, ние така ќе се разделиме. Што е важно кој е председател, односно кој е градоначалник на Кичево, кој е градоначалник на Брвеница. Тој треба да бидеш менаџер. Еве пример во САД, во Њујорк прв пат, како што се кажува, по улицата што треба да изградиш одат и албанци, и турци, и роми, и македонци. А што е важно за Али Ахмети, што 22 години беше у власт, неговиот градоначалник беше 3 мандата, а тој нема канализација во селото. Значи не успел, замисли 12 години мандат, значи тоа се 12 годишни буџети и 22 во ниво на држава, да не можеш да одвоиш
Да направиш основни услови за живот. Основни услови како сите граѓани, тоа да кажам дека тој не се заинтересирал за да имат подобро живот, поквалитетен живот. Граѓаните обично тоа со селаните, односно со граѓаните кои те гласат 22 години. Тоа е понижување на интелигенцијата. Изет Меджити е еден од столбовите на ДУИ. Како успеа Изет Меджити со неговата екипа да ги наговори, да ги убеди своите гласачи дека тој повеќе не е ДУИ, нема да работи со политиките на ДУИ, туку ќе биде еден друг Изет Меджити и дека таа група на политичари ќе работат спротивно од тоа што работело ДУИ 25 години. Што им кажа Изет Меджити, што им вети? Изет Меджити... Што се муабетите од чаршијата? Јас ги не треба да ги слушам воопшто, јас да во концепт како функционираат тие, пошто имам јас политиката од 96-та ја памтам, не многу, но ја памтам од 2001 наваму. Првичи сум бил и пололетен во тој период и ги памтам и ги следам. Тоа ми е професија. Во смисла на мојата кариера што ја направам како доктор на политички науки, јас можам да ги следам тие работи, за да ги знам. Но пред се сакам да кажам дека тој се одцепи за инат внатре. Тој не можеше да се снајде во политичката партија на ДУИ, но Изет Меджити да не забораваме дека беше председател, односно градоначалник, па неколку мандати, па беше и председател и подпредседател на партијата. Председател на огранокот. Како сега да очекуваме од него нешто различно? Тој најверојатно е бил спремен сам одамна, тоа мислам дека бил спремен од 2014-15, особено од 2017 кога се појави Артан Груби, Бујар Османи за да фатат позициите во власта и како него да го почнат да го елиминират, но тој вешто ја зема општината преку бившиот градоначалник Висарганио и тука тој повеќе имаше можности да ги врзе луѓето, да кажам, клиентелисти, бившите клиентелисти на ДУИ. И многу вешто го направи тоа што тој беше послушен кога се формираше вреди како коалиција. И тој точно знае, пошто ги знае, ги познава тој во срцата, речиси сите што се во ДУИ. Тој точно знае дека ДУИ како ќе падне, односно ќе ги изгуби избор, така ќе падне. Кој ќе падне припадникот на ДУИ, односно тој што се замана со политика, што бил член на ДУИ, тој нема да оди кај Алијанса. Нитко кој Беса, бидејќи тој имаше можност и во минатото да оди. Тој најлесно е да оди кај Изет Меджити. Сега тука е проблемот. Каков? Сега ние ако сме го урнале ДУИ, ние не сакаме да имаме ДУИ 2. Тоа зборам. Ние треба да имаме влен, односно тоа вреди. Кој треба како граѓани, без разлика дали сме македонци или албанци, бидејќи влен е дел од владата, дел од собрание, дел од институциите, тој треба еднакво да работи за сите граѓани. Сега, ако тој увезува тие истите луѓе кои биле во ДУИ, кои ја креирале политиката, тогаш ние ништо не сме правиле. Да, и ги зима назад. И ги земаме на истите луѓе, пошто на краишта ние не може да увеземе луѓе од месечина. Тука се тие. Но јас мислам дека Изет Меджити треба во ДУИ има и добри луѓе кои се честни, но не дошле во виделина, односно не им се пружил можност. Истите луѓе во ДУИ ги вртат 22 години. Едни од 4 години се враќаат 2 години, се враќаат 5 години, па пак се враќа и така натаму. ДУИ, знаеш како функција, како концептот на Мао Цетун. 4 години функционер, па после идеш во нива тама, па го враќаш назад. Така Мао Цетун работел. Исто и ДУИ. Значи, од министер го става ништо, па после пак од ништо пак министер и така ги врти истите луѓе 22 години и ни ги продава после 4 години, 5 години како реформиран. Како ново лице. Но тоа веќе е завршено и затоа вреди треба да бидат многу предпазливи од тоа што како ќе го земат. Но во овој избори минатите години сме биле сведоци дека паднале и премиери, односно дале оставка. Јасно. Зоран Заев последниот на локални. Во овие избори, замислете колку лидери се изгорени. Околу 9-10 лидери одеднаш. Значи Зијадин Села, Али Ахмети, Арвен Таравари од албанскиот
и што иззе 14-цата албанскиот дел. Мендутачи петиот е. Го заборави. Мендутачи веќе почнал аналитичар да иде по телевизии и продава памет сега по телевизија. Колку е добродојдено тоа, не знаеме, зашто пошто го знаеме како политичар. А дополнително од македонските лидери по национално македонец, тоа Стефче Јакономски веќе во историјата. Тука е Филипче со една нога надвор, со една нога внатре. Но ќе видиме, тој една година е лидер. Јас мислам, ако ме прашуват, ме треба да му се дава можност да видиме што ќе биде за 2, 3, 4 години. За еден час е најавена негова пресконференција, па ќе видиме што ќе каже, се најавува и оставки, се најавува и реформи во партијата. Да, он не дава оставки, лидер една година и другите лидери. Да, вели јас не давам, од другите прифаќам. Да. Но ќе видиме како ќе се движат тие работи, но треба да му се дава можда можност. Нема можност 7-8 години после изборите тој немаше време да се рекуперира, да не кажувам, пак да засеме сила, иако пак дополнително падна, локалните избори не се мериле, бидејќи сите други политички партии имале минус, само Дуи немал кај нив, значи тука клиентелистите тие не мрдат додека почне да се расипа кулата. Ќе видиме сега во иднина што ќе се случи. Но и одредени други политичари кои неславно ја завршија кариерата во локални избори и така ќе почнат да се менјат, да добат нови ликови, да добат нови луѓе кои ќе му дават свежина на нашата политика. Уште 10 минути ни остана за македонскиот блок. Што се очекува за СДСМ? Како што кажа Фете, сега имаме нови информации за еден час. Лидерот на опозицијата ќе има своја пресконференција. Што очекувате? Дел од подпредседателите веќе си заминуваат, председатели на општински организации си заминуваат. Што очекувате? Какви потези следни ќе направи Филипче? Председател на СДСМ треба да има јасна визија. Тоа е многу важно во СДСМ. Во СДСМ е изгубен концептот зашто постојат како политичка партија. Во последните 4 години од 2020 до 2020, особено од 2022 до 2024, тие беа послушници и им служиле само на Дуи. Што правеше Дуи? Тоа па замисли, премиерот излегува на пресконференција, Таче излегува на пресконференција и го прашува номерот како ќе продолжите, он не знае, Али Ахмети му каже како до сега. Тоа значи и не само што го слуша, туку го изговара тоа. Ме разбира, го изговара тој и го слуша и дополнително како кажува Ахмети, тој го кажува. Тоа е чист послушник, тоа нема визија како треба да му одговара, замисли на еден новина, на едно многу едноставно прашање, треба да го слуша Али Ахмети што треба да му каже. А таа политичка партија Ахмети, Филипче го продолжува тоа или е подобар од него? Филипче, знаеш што, скришно прави договор во овој избори, се гледаше дека реално скришно правеше договор со Ахмети, заедно со Левица и се други. Тој треба и сега многу е проблематично тука Левица, пошто Левица не може да исцрпува гласови. Тие 150.000 гласа. Пример, знаеш што мисли он? Димитар Апасиев, дека сега ќе порасне како политичка партија. Зошто ВМРО ДПМН од 450.000, нели има минус 150.000 во локално, тоа е секогаш е така. И ти мисли дека сега ако падне на 300.000, тие гласови ќе бидат негови. Па тие да беа негови ќе го гласа сега во овој локални избори, нема да имат 50.000 има неважечки. Ако имал неважечки гласови, тие значи политиките те можда биле незадоволни кон владата. Пример, карикирам сега хипотетички. Јасно. Но тебе требаше да те гласат, тие не се задоволни и кон тебе. Тие 150.000 никогаш не може да ги земе тој. За да земе треба некој друг базен да најдеш. Каде ќе најдеш? Во ВМРО ДПМН тоа е ткиво, 250-300.000 не паѓа во ВМРО ДПМН под тие. Овие гласови што сега што го гласле, тие се чисти гласови на таа политичка партија, дополнително, пример, и тие 150.000 неопределените. Сега кај ќе земе он? Или од овие независните што беа, или ќе земе од СДСМ. И сега СДСМ треба да знае точно во која насока треба да движи. Најголемиот проблем кај СДСМ е тоа дека тие се изгубиле од тоа што е државен интерес. Тоа што, пример, тие тука се изгубија во односот со Бугарија. Тоа што предлага Бугарија, одма излегуваат од редента или истиот ден, после 5 минути го прифаќаат. Тоа добро што го кажа. Ти треба да имаш еден став, треба да имаш една црвена линија, кај треба
Бидејќи на краишта, овие граѓани што излегува 300.000, односно тоа мнозинството што ги доби, тие поддржуваат политиката на ВМРО во смисла на надворешната политика. И ти треба да се најдеш тука. Ти не можеш да бидеш црна овца. Ти или ќе бидеш заедно, или ќе излегуваш јавно, но тоа јавното од 300.000, не знам колку има сега само, паѓа на 150, сега паѓа на 120.000. Ако го видите парламентот во Бугарија, сите имаат исто мислење, нема поделеност околу македонското прашање. Исти се. Без разлика кој ќе дојде таму. Дали е власт или опозиција. Ние се надевавме ќе дојде овој. Јас не се надевам на такви. Бидејќи дали е Борисов, дали е Петков, дали тие се дел од Европска унија. Тие се обезбедени, тие се во дел од Европска унија, имаат добар живот. Претпоставувам дека има подобар живот од минатото, тоа ако се прави разлика помеѓу нас како било кај нив. И сега тие треба да најдат некој друг партнер во кај нас. И тие нашле партнерство, тие се однесуваат така. И сега јас мислам Филипче треба едното што треба да го прави советното, треба еднаш за сегој да каже да се извинува пред граѓаните и да ако продолжи со таа политика, со да биде партнер со бугарите условно кажено, со политички партнер, со владата на Бугарија, тогаш ќе има неславен крај. Тогаш левица може да расте, ама само да земе од нивен базет. Замислете Димитар Апасиев што изјавува после изборите во вториот круг. Ние каже се дуплиравме. Кај се дуплира? Па тие гласови од 30 на 60. И тој знае што каже, ние сме второ. Автоматски го брише СДСМ во тој момент. Значи, јас мислам дека најголемата грешка во историјата, во овие локални избори, знаеш кој ја направил Филипче? Што ја поддржувал листата во град Скопје на левица. Бидејќи на место тој да излегува и да му се заблагодари на граѓаните, односно на сите граѓани, особено на СДСМ, пошто ако се гледат гласачите дошло од СДСМ. Тој знаеш што кажа, во центар сме победиле. Тие гласале за пример за сега Герасимовски што е граначалник, тие гласови отишле директно и за левица. Он каже дека се негови гласови директно. Туку го збрише буквално. Јас мислам дека таа политичка партија ако продолжува вака, ќе се конфронтира само со СДСМ во иднина во 4 години. Но таа битка ќе биде помеѓу тие двете политички партии и мислам дека првин СДСМ треба да се одвои од левица, бидејќи ако продолжуваат тука. Или може па имат некој договор заедно со ДУИ со левица да прават коалиција, бидејќи тоа коалиција функционираше во овие локални избори во ниво на држава. Тоа што јас во минатото сум го кажал, односно минатата година, дека ќе дојде време кога ДУИ ќе прави коалиција со левица во следните избори, основно во локалните избори. Ми се смешкаше, се смеја аналитичарите кои дебатиравме во емисија, но тоа се случи во 2025 година. Сега кога ги барам да се соочуваат со мене, не сега да се соочуваат, бидејќи беше реално тоа што јас имам предвидено. Знаете што, во наша држава политичките партии треба да соработуваат. Не само треба да соработуваат по различни етникуми, пример, треба да македонските политички партии да соработат. Локалните избори, бидејќи кај албанците имаше еден впечаток дека албанските политички партии не може да соработат со македонските, односно конкурентно со ВМРО, но таа соработката се вроди со плод. Реално вреди ги доби сите општини кои се градски општини кои живеат мешани народи, односно етникуми. И се покажува дека може војнините да ја продлабочуваат ова соработка, зашто да не има војнина ние три може да имаме страни, односно групирање македонски политички и од албанска страна и од македонската страна заедно да настапуваме во избори и веќе така ќе почнеме ние да инвестираме повеќе на тој заеднички живот, односно на коезијата помеѓу двете најголеми народи во државата. Со оваа позитивна мисла да го завршиме разговорот. Ви благодарам вам за поканата и се гледам во друга прилика. Опативме на една анализа која што трае точно 1 час. Почнавме со извештајот на Европската комисија, ги фативме политичките партии, резултатите, очекувања за иднината, баш како што се вели една сеопфатна анализа.
Ви благодарам. Фаризи, јас ти благодарам што беше денеска мој гостин и за оваа анализа се надевам дека уживаа гледачите. Се надеваме. Поздрав. Почитувани, ќе направиме тука една кратка пауза, потоа продолжуваме со вториот разговор во студиото.